Од идната недела Управата за хидрометеоролошки работи најавува прекин на врнежливото време и зголемување на температурите. Според агроекспертите, ваквото време ќе биде идеално за појава на бактериски вирусни заболувања кај растенијата. Професорот на земјоделскиот факултет при Штипскиот универзитет Душан Спасов тврди дека на заболувањата подеднакво на удар ќе бидат не само градинарството, туку и овоштарството и лозарството, заради што мора да се превенира. Том дозволат условите за да може да се влезе во нива. Обавезно да имаме задолжителна заштита со бакарни средства. Значи, бакарните средства се едни од средствата кои помагаат за сузбивање на бактеријските болести кај градинарството, односно кај пиперката, па кај други култури. Значи, задолжително третирање со бакарни средства кои ќе овозможи да можеме да се на еден начин превенираат, односно да не се дозволи масовна појава на тие патогени микроорганизми и кои може да направат и текако сериозни штети врз самите растенија. Според професорот Спасов, со појавата на сончеви периоди мора да се превенира и со инсектициди, кои ќе ја спречат појавата на лисната вошка, која е вообичаена појава по врнежливо време. Значи, влажното време, зголемената воздушна влажност, и текако може да предизвикаат некои габни заболувања и во овоштарството. Значи, тука се монилијата, тука се некои други габни болести, кои предизвикани од такво време. Тука е исто и бактеријската пламеница, кај крушата, кај болката, кај дуњата, кои може да се јават, кои и текако се поволни услови за развој на тие болести сега. Значи, али после тоа, значи тие поволни услови, после престанок на врнежите, јас очекувам да имаме појава и на голем број на штетници. Значи, бидејќи условите ќе бидат поволни тогаш за појавата на штетниците, затоа што влажноста на воздухот ќе се задржи и после тоа. Пред се тука се најазда од лисни вошки, односно зголемен број на појава на лисни вошки, кои што и текако им одговарат тие временски услови, кои се по почината најавуваат на опочината на листот и најчесто додека се приметат, знаат да направат некои сериозни оштетувања. Дождот кој паѓаше во изминативе денови може да предизвика проблеми кај засејаните култури на отворено кои се под вода, посебно кај црвената пиперка.